Врвулица од туристи, вообичаена слика за Охрид уште на почетокот на туристичката сезона. Стотици холанѓани веќе се во Охрид, а тука се и другите традиционални туристи од Србија, Бугарија и Турција. Но освен од блиските земји, наидовме на посетители и од други континенти. I have 37 Mexican tourists behind me. I am their tour coordinator on my way to find the local guide. Групи луѓе од различни далечни дестинации не се новитет за охриѓани, но покрај туристите, низ градот се повеќе се слуша дека има и такви кои се дојдени со план да останат на работа. И тоа не од каде било, туку од Непал, Бангладеш и Филипини. Имам слушано, ја не сум ги видел. Тамо викаат во Корнер има, во рибниот тука ресторан. Мислам ги има. Да. Што работат најчесто, сте слушнале? Угостителство. Тоа, што знам, мајстори за храна, за носење, тоа работат. Мислам да. Како ви ги прифатиле вие? Прифатени ли се од средината? Мене не ми сметаат. Мене секој што доаѓа да работи ми е добре дојден, како да речем. Се мачи човек. Има од Филипини. Знам баш три жени кои се омажија овде, не се окриѓани. А за машки не знам. Не знам, тие се угостители. Не сме ги виделе. Не сте ги видели? А има или? Има, да. Има, да. По хотеливе има. Ако многумина во Охрид слушнале за работниците од Југоисточна Азија, а се уште тврдат дека не ги виделе, тогаш каде работат и каде се сместени овие луѓе, проверивме во 10 локали низ центарот на Охрид. И речиси секаде го добивме истиот одговор. Причината поради која се речиси невидливи е што поради слабото познавање на англискиот јазик, овие работници се најчесто ангажирани во позадина, во кујна или за чистење и одржување на хотелите. Дел од собствениците зад камера велат дека се задоволни од новите работници, а еден сподели и непријатно искуство. Во еден од рестораните на крајбрежјето тројца работници од Непал побегнале уште првите денови. На изјава во камера се согласија само од хотелот Олгица. Како и останатите наши колеги, како останатите објекти кои што се на Охридско-Струшката ривиера, и ние побаравме услуга од една од агенциите кои што нудат работна сила и досега имаме само еден вработен во нашиот хотел. Тоа е една млада девојка која што е од Непал и која што работи како собарка. За сега сме задоволни од незината работа и она што го покажа. Според Голабовски, добре дојден е кадар за неколку работни позиции во нивниот хотел. Со оглед на лојалноста која што ја имаме на вработените и оние сезонски работници кои што веќе со години знаат да дојдат и да работат во нашиот објект. Очекуваме, предпоставувам, не повеќе од 10 вработени. Се надеваме дека до крајот на овој месец дека и ќе пристигнат. За кои работни позиции? Обично се тоа за работни позиции како собарки, за помошници во кујна. Тој дел е она каде што ни треба најмногу помош. Но ниту во Олгица, ниту во другите објекти не ни дозволија да ги снимиме вработените од далечните азиски земји. Со тоа не добивме шанса да ја слушнеме приказната на луѓето чии домови се оддалечени по 6 па и 7000 километри од Охрид по воздушна линија. Дел не дозволија снимање поради договорите со агенциите, други пак поради лошото искуство со околината и општеството, кое тешко ги прифаќа овие луѓе. Потврда за тоа се реакциите на социјалните мрежи на објави на медиумите на оваа тема. Ке донесот болест овие. Леле, ѓупска држава станавме. Увезените зетовци да им станат, внучиња од нив да си дочекаат и по дома голи да им шетаат. Нашите деца ги протераат да работат низ белиот свет, а сега работници увезуваат. Ке ми готви некој од Непал и јас ке јадам. На телевизија што ги гледам не можам да јадам 2 дена, а не пак во живо. Келнер од Непал ке ми дојде на маса. Собственикот и генерален менаџер на агенцијата Коузон, Зоран Кочовски, вели дека тоа е една од причините што ги одвраќа стопанствениците да ангажираат странска работна сила, а причина плюс е и регулативата во земјава. Законот со кој се третира областа за која ние разговараме во моментов е закон за престој на странци, кој е повеќе полициски закон, не е економски закон. Па вие имате нелогичности во одлуките на државните институции, пред се на еден дел од полицијата, каде ви одбива увоз на работна сила, за кој не постои никаква опасност дека тие луѓе
ќе избегаат од Македонија или дека нема да нивната намера да дојдат во Македонија не е да работат. Јас ќе го споменам еден од примерите. Ние бевме одбиени од страна на државните институции за група од 42 жени кои требаше да дојдат да работат од Шри-Ланка во компанија која се најдува во околина на Тетово. Според Кочовски, проблем е што државата нема донесено ниту стратегија за интеграција на странска работна сила, а се соочуваат и со обемна документација што го отежнува процесот на носење работници. Понудите најчесто доаѓаат за неквалификувана работна сила од држави каде луѓето работат за $100 месечна плата. За да донесете вие обичен работник, треба да обезбедите толку документи и докази, како да треба да работите научник од нуклеарна физика. Дел од државите за кои веќе споменав се прават напори да се донесе работна сила. Нивниот образовен систем не е компатибилен со она што ние ги имаме тука. И најчесто најголем дел од работната сила завршува четврто оделение, основно образование. Ретко кој има 8 завршено или можеби добар процент има завршено 8, но немаат средно. Со постоечкиот закон државата вас ви бара да доставите документ за стручно образование на средно ниво. Дозволите за престој на странци ги издава Министерството за внатрешни работи по претходно добиено мислење од Агенцијата за вработување. Според податоците од таму, секоја година се зголемува бројот на барања за издавање на работни дозволи. Во 2020-та имало 3672 барања, за веќе лани да достигнат до 6491. Само за првите 5 месеци од годинава има 2971 барања, што значи дека трендот веројатно ќе продолжи. Квотата за странци до минатата година изнесуваше 7000. Од јануари таа е зголемена на 20.000. Тоа е една од мерките на претходната влада, вели доскорешниот вице-премиер за економски прашања Фатмир Битики. Според него тие успеале да направат одредени олеснувања, но останала потребата за измени на регулативата. Законот за странци секако ќе треба да истрпи сериозни измени. Таму секако има еден сегмент на кој што е поврзан со безбедноста и безбедносните служби ќе треба да дадат предлог како сето тоа да се олесни за да се направи поефикасен начинот на проверката, затоа што често тесно грло се појавува во проверките на луѓето кои што доаѓаат во државата, но сметам дека од економски аспект е неминовно дека овие промени ќе мора да бидат направени затоа што пазарот, економијата изискува работна сила и овде не е субститут на работната сила, домашната работна сила. Ова треба сите да го знаат. Зошто досега тоа не го направиле и покрај најавите од пред уште една година дека ќе се носат работници од Непал и Бангладеш, Битики вели. Склоп на многу фактори, но еден од факторите сметам дека е за жал не само од администрацијата, но и пошироко и од јавноста е отпорот кон промени. Наредната влада ќе има сериозен предизвик за да поработи со отпорот кој што ние наидовме на различни сегменти за да се направат целосните законски измени. А додека се анализира како да се реши увозот на странска работна сила, настопанствениците им останува да се снаоѓаат, како знаат и умеат да си обезбедат кадар. Тоа доведе до хаос, да секој од улица се фали дека носи работници од странство. Работењето со човечките ресурси е област која во западниот свет е издигната на највисоко можно ниво, а кај нас се сведува на пазар, да не кажам пазар на жива стока. Според податоците од Агенцијата за вработување, најмногу странски државјани во земјава има од Турција, Непал, Бангладеш, Косово и Србија. За кадарот од околните земји се чини нема отпор меѓу локалното население.